Тука сме во селото Ратево, еве на почетокот на карневалот Ратевски бамбурци. Кога ќе дојдете во селото, обавезно, задолжително е да ве нацрнат. Еве можете да видите, задолжително е црнењето. Еве сега и мене ќе ме нацрнат две линии од едната и од другата страна. Поздрав! Полека се движиме во намегненот во селото Ратево. На помош празнико за многу години. Добро вие? Супер. Може ли да се дума, може ли малку? Накратко. Еве, можете да ги видите нашите ратевски бамбурци. Навистина изгледа прекрасно. Еве токму тука сме во центарот на селото Ратево и моментално се наоѓаме со нашата звезда, нашиот виртуоз по потекло токму од Ратево Желјо Дестановски. Еве ќе го запрашаме како се чувствува овде, ќе настапи денес со Зурлата овде и со неговата група. Еве да ни каже поточно дали за прв пат е тука и како се чувствува во селото Ратево. Пред се добар ден и чести задоволство ми е што токму за прв пат во моето родно село каде што потекнува моето потомство, моето семејство, мојот дедо, прадедовци и цела фамилија. Чести задоволство ми е што сум дел од оваа убава манифестација наречена Ратевски бамбурци. Се надевам дека ќе им биде мило и чести на нашите сограѓани. Јас ќе радам све од себе и пред се стварно да кажам многу ми е мило затоа што се осеќа таа топла гостопримливост од нашите ратевци. И не знаете какво е чувството да дојдеш во своето родно место за прв пат. Иако сум ја повозрасен, но сепак имав прилика и затоа со чест и со задоволство ја прифатив поканата да бидам дел од оваа преубава манифестација. Ви благодарам, се надевам дека ќе уживате, и секако ќе уживате и понатаму со звуците на зурлите и тапани од Малешевијата. Како што можевте да слушнете, еве нашиот Желјо денес е овде во селото Ратево. Инаку тој е виртуоз на зурла, а денес тука ќе бидат изведени древните малешевски ратевски песни кои токму од овде потекнуваат: Малешевка, Ратевка, па
дојдете во селото Ратево денес, ќе биде навистина прекрасно. Ова година по 16 пат го организираме карневалот Ратевски бамбурци. Карневал уникатен, како што нема нигде на друго место, со традиционални маски. Радува фактот што сите деца од село Ратево и сите млади оваа година се под маски или земаат учество во делот на официјална програма на карневалот. Исто така, многу ни е драго што ова година повторно се врати меѓународниот карактер на карневалот. Имаме група од Кралевдол од Република Бугарија со 50-60 учесници, но и групи од Македонија, од селата Мокриево, село Манастирец, село Дреново, група од Крива Паланка. Исто така, за прв пат ова година, после долго време, учество во овој настан земаат и училиштата од нашата општина. Благодарно, значи, до директорите на основните училишта во Бераво и во село Русиново и средното училиште Ацо Русковски, затоа што за краток временски период успеа да се вклопат во нашата програма и се надеваме дека од до година веќе и тоа ќе остане традиција училиштата да направат своји маски за овој настан. На крај мора да кажам дека овој настан нема да се одржи без подршка од општествено одговорните компании, пред се од општина Бераво, која не е главен покровител на настанот, Три реки, Борово стебло, Аурора Ресорт и Спа, Хотел Манастир, Вип Хотел, Мисар, значи тоа се едни од компаниите кои ни се генерални покровители и веќе втора година поред Спектротерм компанија од Скопје се вклучи во делот на помагање на настанот и станаа наши пријатели. Им благодариме, ги покануваме сите убаво да си поминат денес и се надеваме дека ќе имаме убава забава, убав настан денес тука. Може, Чика, да ни кажеш што значи тоа карневал за селото Ратево и за ратевци и ке е било на времето? Ами за селото Ратево и ратевци тоа карневал многу важи. На времето се правеше исто така со маски, с такова, ама првиот дни немаше. Првите почнаа пред неколку години. Едно време се прогласи за национален такова празник, после некаде па го одложија, нема кој да финансира и така. И на времето ле било црнење, многу ле. Да, и на времето црнење имаше и може и повеќе од са црнење. Црнењето значи истерување на лошите духови. Това значи црнењето. Ова е още од вашите предци. Од нашите предци, така сам слушал, така ти кажувам. Друго, што мога да кажа, не знам друго. Добро, ви благодариме.
Како и секоја година, тука сме во селото Ратево со господата овде пред нас кои се задолжени за топла ракија за сите гости овде и сега ќе ги запрашаме нешто да кажат во врска со овој карневал, да го најават. Повелете. Најавата дава Васко Кировски, роден 56-та година во село Ратево. Со другарот Атанас Цикарски би задолжен за приготвување на топла ракија да бидат почестени сите гости кои присуствуваа на денешната церемонија или наречен Ратевски карневал. Карневалот почнува веќе од синуча во 12 часот со најавувањето на маските и зурлите и тапаните кои одекнаа низ село. Потоа се стори добра журка, добар собор од народ, граѓани на село Ратево и присутни гости, камермани, маски и така натака. Значи, после 12 часот се роди нов ден, се роди конечно, дојде Свети Јован, се роди Ратевскиот карневал со многу години, со, да кажеме, дека е денеска 1046 година од постоењето на Ратевскиот карневал. Кажи ми какво е значењето на овој карневал за ратевци? Што е? Па, мисла, значењето за ратевци е секој во својата крв носи, не знам како емоција, каде и да е, дали било во Германија, во Италија, во Турција, во Бугарија, шофери или наши сограѓани кои се во Берово, во Струмичко, секојаш се присутни на овој карневал, кои со маски во дефилето учествуваат и го подржуваат секогаш карневалот. Тука има и познати спонзори, Борово стебло, Мисар компани, местна заедница, Ратевски бамбурци, Ратевски денови и други од Берово, општина Берово како генерален спонзор. Сигурно и така натака. И тоа мисля че продолжи за подолго време. Благодариме на интервјуто. Добар ден! Нека е на помош празникот за многу години. Тоа е традиција на Ратево. Значењето е да те нацрнат за здравие и така натам. А во ваше време ке? Во наше време беше многу страшно. Не гонеаше, трчавме, бегавме, се криевме, а сега не. Сега е малку по на современ начин. И така, благодарам